Американскиот председател Доналд Трамп и рускиот Владимир Путин се согласуваат во однос на многу цели во надворешната политика, изјави шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, кој најави дека Москва е подготвена за нормализација на односите со Вашингтон. Како основа за неговите действија на меѓународната арена, Доналд Трамп очигледно ги следи виталните интереси на Соединетите американски држави, наместо да се обидува да се меша во бизнисите на други земји. И Руската Федерација ја води својата надворешна политика според истите принципи. Но Пекинг ја смета за мешање промената на позицијата на досегашните влади во однос на политиката една Кина и фактот дека уште преди инаугурацијата Трамп го прекрши децениското правило и прими телефонски повик од председателот на Тајван Цај Инг-вен. Секоја влада на САД има обврска да го почитува јасното ветување на последователните двепартиски влади и да ги ограничи односите со Тајван на неофицијални. Апелираме новата администрација да ја разбере чувствителноста и да ја продолжи политиката на една Кина. По говорот на Трамп, Америка на прво место, висок кинески дипломат дури се закани дека Кина, иако не сака да стане светски лидер, може да биде принудена да ја преземе таа улога. И самиот председател Си Џинпинг на форумот во Давос повика земјите да му се спротивстават на изолационизмот, сигнализирајќи ја желбата на Пекинг да игра поголема улога на глобалната сцена. Во меѓувреме, Берлин е и натаму збунет и уште не му е јасно каква надворешна и безбедносна политика сака да води новата администрација на САД. Судирите и протестите за и против новата администрација покажуваат дека е потребно уште работа за да се обедини земјата зад председателот. Тоа ќе биде приоритет за сега и дури потоа ќе дадат соопштение за НАТО и за Европа. А токму за судирите и големиот женски марш на Вашингтон, Нью Йорк Тајмс ја пренесува колумната на поранешната новинарка на Wall Street Journal Асра Нумани за политичката и финансиската позадина на движењето кое се опишува себе си како спонтано, независно и грасрутс. Како што пишува авторката, организаторите заборавиле да напишат дека маршот не е женски, туку марш на анти-Трамп жените, кој прави да се чувствуваат недобредојдени тие што не се согласуваат со нивната политика. Нумани утврдила дека дури 56 партнери на маршот се поврзани со Хилари Клинтон и финансирани од милиардерот Џорџ Сорос, често и со спротивставени ставови во однос на клучните прашања. Нью Йорк Тајмс го пренесува и одговорот на Отворено општество, според кој има многу погрешни извештаи дека фондацијата ги финансира протестите, туку дека поддржуваат голем број организации, меѓу кои и тие за поддршка на жените и малцинствата, на кои историски им биле скратени еднаквите права.